Има едно мото koje го користат бизнисмените, posebno нели они што работат со клиенти, муштерии, а кое е измислено или воведено не многу одамна, на почетокот на минатиот, на 10-тиот век. Хари Селфридж бил собственик на голема трговска куќа Selfridge Department Store во Лондон. 1909 година, како мото на нивната работа, го истакнал принципот дека муштеријата е секогаш во право. И тоа мото влегува понатаму во бизнисот и сите знаат, бизнисмени знаат дека за да им успева работата, за да им врви бизнисот, треба да ги разберат желбите, барањата на купувачите, на муштериите и да ги задоволат. Тоа е клучот за успехот. Колку нивната филозофија на работа ќе ја прилагодат повеќе кон желбите, кон барањата на клиентите, толку ќе бидат поуспешни. Меѓутоа апостол Павле за својата служба воопшто не би се согласил со тој принцип и тој не би кажал дека клиентот, муштеријата или пак слушателот е секогаш во право. Напротив, тој се спротивставува на барањата, на желбите на слушателите и причините за тоа, што тој говори, како говори, која е неговата работа, сето тоа го објаснува во овој текст што го разгледавме и тоа продолжува до крајот на целата прва глава и дури оди во втората глава. Минатиот пат нели видовме дека темата за поделбата во црквата започнува во 10-тиот стих и како една заграда тој почна да говори па за своето служење. Во контраст со гордоста која се јавила кај коринтијаните за тоа кој е поголем, кој е најголемиот или кој е поголем од другиот или зошто е поголем од другиот, наспред тоа на големо его, апостол Павле говори за својата служба и во 17 стих тој го сумира тоа со зборовите што Бог мене не ме прати да крштевам, туку ме прати да го проповедам Евангелието и тоа не со премудри зборови, за да не се загуби силата на крстот. Во таа реченица, во тој стих е сумирано служењето на Христос, начинот на кој што тој го врши тоа служење, која е суштината на пораката. И тој вели пред се, јас сум проповедник. Бог мене ме прати да проповедам. Јас не сум полемичар, не сум апологет, не сум стратег, не сум визионер, не сум советник, јас сум проповедник. Тоа е мојата служба. А што проповедник? На што? На Словото, на крстот. Тоа е мојата преокупација. Тоа е мојата обсесија. Да проповедам за крстот. И како? Со тоа што ќе кажувам проповеди. Тоа дава и формата. Формата е преку проповед. Користи овека зборови со кои директно, всушност тоа вели не со премудри зборови. Со тоа што вели не со премудри зборови, се разграничува од сите останати говорници кои тогаш користеле техники на говорење. Се разграничуваат ораторите, реториците, софистите, демагозите, од адвокатите, од сите јавни говорници. Јас не говорам со премудри зборови. Мојата форма на пренесување на пораката е поинаква. И во овие стихови што ги прочитавме, 80 до 25, тоа објаснува причината всушност зошто не проповеда со премудри зборови. Зошто не користи. И ако може да видиме нели во овој текст што го прочитавме, неколку пати се користи зборот безумие. И тој збор безумие е поврзан со пораката што ја пренесува, словото на крстот, тоа е безумие за некои. И тој збор безумие го користи за самата техника, за проповедта, безумието на проповедта.
Зашто Бог го избра безумието на проповедта за да ги спасува луѓето. Крстот е во основата. Говори за крстот и говори за распнатиот Христос. Крстот е соблазна и словото за распнатиот Христос е соблазна. Во секој случај во основата е крстот или апостол Павле говори за сообразување на се со крстот. Мартин Лутер има запишено проповед на овој текст и пишувајќи ја проповедта вади еден принцип, основен принцип. Вели крукс пробат омнија. Значи крстот е мерка, стандард за се. Се во христијанството треба да биде измерено, усогласено со крстот. Крстот не е само основа на верата, туку и стандард за верата. И кога го образложува тоа Мартин Лутер, и тој пишува во време кога христијанството било мерено или христијанското служење било мерено со стандардите на овој свет, тоа е со гламурозност, со сјај, со раскош и така натаму, со престиж, со моќ. Мартин Лутер вели дека христијанството и се во христијанство треба да ја носи аромата на рабинот, тој пишува од Израел, кој беше роден во штала, во запуштено место во Римската империја, живееше понизно и на крајот беше распнат, тоест убиен на најсрамен начин во едно исто така запуштено место во Римската империја. Христијанското служење, вели всушност Лутер, а и Павле го пишува овдека, треба да биде крстовидо или крстофорно. Крстот како калап треба да мери и да усогласува се во христијанскиот живот и во христијанската служба, во христијанството воопшто. И во таа насока пишува и апостол Павле, при што во контраст на неговото служење пак ни кажува а што сака и што бара светот, елините или јудејците во тоа време. Што тие сакаат, како сакаат тоа да им се сервира, кои се нивните предпочитања, кои се нивните стандарди, што тие сметаат за правилно или за добро. И во таа смисла пак, а што тој нуди, за разлика од очекувањата на светот. Што тој нуди, за да на крајот со благодарност, како го нуди тоа, да ја истакне Божјата работа во сето тоа. Како Бог користи едно презрено, глупаво, нови, тоа е вистинскиот збор, глупаво, имбецилно служење за да ги спасува луѓето. И на крајот да се види во сето тоа колку е голема славата на Бог. Со други зборови, Павле сака да каже, нашата вера и сигурност не треба да се темели на техники, на ресурси, на способности. Таа се темели на силата на Бог. Таа се темели на силата на Божиот збор, на Евангелието, Божиот збор преку кој што работи Христос. Силата се темели на крстот Христов, на самиот Христос кој е, и тој заклучува, мудроста Божја и силата Божја. Значи, што сака светот, што нуди црквата, апостол Павле, и како Бог работи во сето тоа. Тоа е темата. Што сака светот? Тој ги сумира, бидејќи во негово време, неговите клиенти, муштери или публиката, биле елини, тоа се сите неевреи и евреите. Едните вели, евреите бараат чуда, елините бараат мудрост. Неевреите бараат мудрост. Но, суштина и едните и другите бараат една иста работа. Бараат нешто што се совпаѓа со нивните разбирања. Она што ќе им се понуди да биде усогласено со нивните
желби, со нивните предпочитанија. Тоа е суштината на се. И едните и бараат знаци, со тоа што едните чудотворни, а другите знаци покажани преку мудроста. Што бараат всушност јудејците? Тие барале чудотворни знаци. Христос правеше чуда. Христос вршеше чуда и апостолите кои ја пренесуваа Христовата порака правеа чуда. Но чудата или знаците на Христос и на јудејците не се совпаѓаа со разбирањето за чудата на јудејците. Тие смета или месијанската традиција пред доаѓањето на Христос поучувала дека Месијата која ќе дојде, ќе треба да прави чуда кои ќе бидат апокалиптички, ќе бидат триумфалистички, истите оние што Мојсей ги правеше кога го изведуваше народот од Египет. Тие веруваа дека Месијата доаѓа да ги изведе од робството под Римската империја. И како тој тоа ќе го прави? Па на истиот начин како што Бог секогаш правел. Кога Бог го вадеше својот народ од робство, тој го правеше со чуда. Ќе отвореше море. Зошто? За да помине народот, а противникот да биде уништен во тоа. Ќе пратеше оган од небото врз противникот. Ќе донесеше жаби или скаколци. Таков вид на чуда очекуваа јудејците. Тие очекуваа да падне оган врз Рим. Тие не очекуваа Месијата која ќе дојде да лекува дете на римски стотник. Тие не очекуваа дека тој ќе гони демони, зашто дека тој ќе се расправа со темнината во духовниот свет. Не очекуваа дека тој ќе храни бедни луѓе кои и не го заслужуваа тоа, зашто многу од нив беа грешни. Чудата што ги правеше Исус и апостолите не одговараа на разбирањето за чуда на јудејците во тоа време. И всушност Исус дојде да го направи на големото чудо, воскресение после смртта на крстот. Тоа е скандал во разбирањето на еден јудеец во тоа време за тоа како Месијата треба да го покори светот и да биде победник духовен во секој поглед. А што очекуваа пак јудејци, елините? Тие очекуваа мудрост, барале мудрост, но не било каква, туку мудрост која ќе одговара на стандардите, на нивните стандарди за мудрост. И, например, Давид Гарланд, еден успешен теолог кој пишува коментар на овој текст, вели мудроста на елините во тоа време била изобилувала со престиж, со влијание, со моќ. Говорникот или мудрецот во тоа време треба да биде човек кој што има влијание, кој буквално раководи со толпата. Влие на сите, раководи политиката и на крајот на криштата самата личност е престижна. Тоаш, самата личност со својата мудрост си обезбедува некој социјален напредок, општествен напредок. Тоа е разбирањето за мудрец и за мудрост во елинистичкиот свет. И ако денеска ги споредиме очекувањата на луѓето со оние што биле тогаш, ќе забележиме дека не се сменило многу, нештата многу не се смениле. Луѓето се уште оценуваат преку знаци, а знаците повторно или критериуми, а критериумите треба да одговараат на разбирањето на човекот. Тоест, единствениот знак е дали она што ми се нуди одговара на моите предубедувања, на предубедувањето на луѓето на светот. Луѓето сакаат да слушаат пораки, тие сакаат филозофија која паснува на нивните оценки за тоа што е добро, за тоа што е коректно. Всушност ти денес мора, кога говориш, да бидеш политички коректен. Треба да бидеш општествено прифатлив, тоа што го говориш.
треба да соодветствува на културата. Тоа е, ако твојата порака не ги задоволува тие критериуми, ти не си добар. Ти не си мудар. Ти не си соодветен. Право и мудро во очите на светот е она што се совпаѓа со човечките предпочитања и се вклопува со вкусовите на светот. И затоа, нели, бизнисот се раководи од тој критериум. Ако сакаш да бидеш успешен, треба да ги задоволиш очекувањата, желбите на муштариите. Тоа е пораката, тоа е мудроста што ја бараат. И тие ја бараат мудроста да биде предадена. Исто така на прифатлив за нив, за светот начин. Кога апостол Павле во 17 стих вели дека тој говори за словото на крстот, тоа се пренесува пораката на крстот, не со премудри зборови, тој всушност сака да каже дека не ја користи техниката, формата што ја бара светот, а што ја користат ораторите во тоа време. Начинот кој што светот го очекува. Вели, тие користат премудри зборови или користи фраза која интересна, Софија логоу, во множина. Понатаму ќе видим кога тој говори за себе, што каква порака тој нуди, говори за еднина. Изборот Софија мудрост, изборот логос или збор се дадени во множина. И преводот овдека е адекватен. Сака да каже многу филозофски зборови, многу мудри зборови или премудри зборови. Натрупано мудрост. Вели апостол Павле. Јас не користам пренатрупани мудрости, всушност. Или зборови кои изобилуваат со мудрости. Тоа е идејата на текстот. А тоа е што го очекува светот. Ораторите користеле порака која одговара на луѓето, пренесена на начин кој луѓето сакаат да го слушат. Тоест, техниката или премудрите зборови всушност значуваат говорење во кој што говорникот треба да покаже дека е многу интелигентен, дека многу знае, дека е многу образован, дека има многу добри способности за говорење. Во основа треба да дојде до израз самиот говорник и неговата вештина да влијае на другите. И се разбира, треба да биде красноречив, треба да има импресивни говорнички техники, зборови кои се прифатливи за луѓето, зборови кои ќе ги задоволат нивните вкусови. Се е ориентирано кон луѓето и се е ориентирано кон личноста која пренесува на останатите пораката. Тоа е пораката, тоа е и техниката на пораката. Апостол Павле и двете работи многу јасно ги истакнува овдека што бара светот, на каков начин бара светот. Тоа е представено. И на крајот, заслугата за успешноста припаѓа на говорникот. Тој успел со своите способности да убеди. И во тоа време не било воопшто, па и денес го има тоа, но во тоа време посебно било истакнато, да било воопшто ненормално, тоа е сосема нормално, сосема прифатливо, да се ангажираат од политичарите, од политиката, демагози. Тоа биле посебна група филозофи. И во тоа време зборот демагог не имало негативно значење. Напротив, зборот демагог бил позитивен. Тоа значи човек кој е многу вешт белото да го направи црно или црното да го направи бело. И ако успее тоа да го постигне, тоа е успешен оратор, успешен говорник. И за тоа добива пари. И денес го има тоа. Има полно демагози кои ги ангажираат од различни институции, за да ги представат црните работи, бели и белите црни. И луѓето ги сакаат. Најомилените денес говорници, експерти, се најголемите демагози. Зашто светот тоа го сака. Тоа е желбата на светот, тоа е
и техниката. А што има црквата или апостол Павле, што имам јас да понудам и како го нудам тоа? Верувам дека апостол Павле, да, очигледно дека тој знаел се. Какво е мислењето на светот кон него? Какво е мислењето на елините и јудејците кон самиот Павле? Какво е мислењето кон неговата техника? Тој употреба многу овдека сликовити зборови, безумие и така натаму, ќе ги видиме ние тие зборови. И веројатно притисокот на Павле да промени нешто, некако пораката за крстот, да ја прилагоди кон желбите на луѓето, кон нивните интереси, бил силен, сигурно бил силен. Сепак, тој како проповедник на едно безумно слово, самиот бил третиран како безумник. Словото е глупаво и само глупав човек може да проповеда такво слово. Апостол Павле не променува ништо. Ништо. И тој вели јасно кажува каква е неговата порака. Словото за крстот вели е безумие за оние што пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. И овдека говори за едно слово. Слово за крстот. И словото, зборот слово за крстот е дадено во еднина. Едно е тоа слово. Не е богат, не е некаква порака која е полна со премудри зборови. Едноставна порака, проста порака. Порака, глупава порака за крстот. И не само пораката, тој вели, туку јасков и пораката не само туку за Христиот, раснатиот исто така соблазна и безумие. Тоа сака да каже, таа порака што јас знам дека пораката што ја нудам е крајно непријатна, е одвратна, е безумна. Луѓето реагираат со презир кон неа. И јудеите, и елините, сите што ме слушаат. И пак, иако го знае сето тоа, апостол Павле не променува ништо. Збори за безумието на крстот и безумието на проповедта. Тоа се две различни работи. Безумието на пораката е безумието на начинот како ја пренесува пораката. Ние денес не можеме да го сватиме целото безумие на крстот целосно, зашто живееме во друга култура. Денес крстот за нас има друга асоциација. Крстот е украс или крстот е символ, крстот го гледаме во златни, сребрени форми, од такви материјали во цркви, на накити. Крстот не е непријатно нешто за нас, не е непријатен предмет. Меѓутоа, во древност, кога апостол Павле го пишува тоа, дури било некултурно во говорот да го употребиш зборот крст. Бил безобразен збор. Цицерон, например, вели, зборот крст треба целосно да биде испрлен не само од употреба, целосно од умот на римјанинот, целосно од очите, од устата, зашто е крајно невоспитано и безобразно ти да го употребаш зборот крст. Тоа е разбирањето. И апостол Павле смело говори за крстот. Дава слово за крстот. И тој објаснува како се чувствувале луѓето кога слушале. Вели, за елините тоа е безумие, а за евреите тоа е соблазна. И употреба така интересни специфични зборови. Зборот безумие е зборот морија и од тука зборот морон. Морон, кој значи имбецил, глупав човек. Ели, словото за крстот за елините е моронско слово, глупаво слово. Само глупав човек може да проповеда и да слуша такво слово. Што зборува овој проповедник? Дека Богот за кој што тој говори, сакајќи да го спаси светот, го дал во жртва својот син кој е Бог, тој е самиот Бог, отишол на крстот и умрел со најсрамната, со смрт која е најпрезирна во тоа време, полна со презир. И каков е тој Бог? Тој глупав Бог.
Како може? Паметен Бог би можел да направи такво нешто. Па кој воопшто би следел на таков глупав Бог? Па тоа ако е навистина паметен Бог, целото човештво ќе го уништеше, ма тој ќе се спасеше. Тоа е паметен Бог. А за евреите пак, за јудејците, тоа е соблазн, и го употреба зборот скандалон. Скандалозна работа. Скандалон значи препрека преку која не може да се помине. Нешто што стои пред тебе и преку тоа не може да се премине. Тоест, ние би прифатиле се од вашето учење како христијани. Но не можеме да поминеме преку тоа дека Месијата отишол на крстот и наместо да ги победи римјаните, тој дозволил да биде убиен со срамна смрт од римјаните. Тоа е скандалозно. Преку тоа ние не можеме да поминеме. И затоа на многу места и Петар вели за тоа е камен на сопнување. Зашто звучи скандалозно. Крстот, словото на крстот, Христос распратниот е скандалот, соблазната за евреите. Тука тие се сопнуваат и не можат да поминат преку тоа. Апостол Павле ги знае тие работи и знае што бараат, на каков начин бараат луѓето да биде пренесена пораката. Тој не само што не пренесува порака која е пријатна за нивните уши, според нивните разбирања, туку тој ја пренесува пораката на начин кој тие воопшто не би го прифатиле за еден добар говорник. Дели Бог благоволи со безумието на проповедта. Самата проповед и проповедта, кога тој пишува за проповед, не говори за пораката, туку говори за формата, како таа порака е пренесена. Пораката за крстот е пренесена не преку реторика, преку ораторство, туку е пренесено преку проповед. И тука употреба збор керузо или керигма е оригиналниот збор, кој произлега од керузо, кој значи, е преведено во нашите текстови како проповед. И тоа е посебна форма на изразување, проповед. И тој збор керузо никогаш никаде говорниците, јавните говорници во тоа време не го употребувале за своите говори. Зашто тоа е поинаков начин за изразување кој се бара за поинакви случаеви. И апостол Павле вели, мојот начин на пренесување на пораката е безумие за луѓето, зашто тие предпочитаат поинакви начини за пренесување на пораката, не, филозофски начини. Тој збор, керузо или керигма, не е корисно да се изразат реторички способности. Основата пак на тој збор керузо е керукс, кој апостол Павле го употреба на две места во Новиот Завет. Во 1 Тимотеј 2:7 и 2 Тимотеј 1:11. Во двата текста тој вели, јас сум пратен, не, јас сум повикан за проповедник. И во двата случаеви, овие два збора во нашиот превод се преведени како проповедник. Јас сум повикан да бидам проповедник. И таму е зборот керукс. Основата на сите овие зборови е иста. А зборот пак керукс е истиот збор кој е употребуван во тоа време за говорниците или гласниците. Оние кои излегуваат пред народот да пренесат пораката на царот. Царот има порака и говорникот ја пренесува пораката. И говорникот нема потреба да ја разубавува, напротив, говорникот не смее да промени, не говорникот, туку гласникот, не смее, вестителот, не смее да промени ништо од она што е напишано. Вестителот не може, кој ќе почне да чита, да каже, царот ви го пишува ова, ама јас мислам вака сега да ви кажам. Или пак, не се согласувам со ова што го напишал царот, како вест, затоа јас ќе ви го представам на поинаков начин. Или не се согласувам со зборовите што ги употребил, јас ќе ви кажам поинакви зборови. Апостол Павле вели, јас сум гласник на Божјата порака. Јас застанувам со сиот Божји авторитет зад себе, пренесувајќи оваа порака. И немам никакво право да разубавам, да променам, да адаптирам
да преиначам од она што ми е дадено како проповед, како порака кон вас. Тој застанува и вели: Бог го даде својот единороден син, кој умре на крстот за спасението на грешните. Тоа е пораката. Звучи безумно, звучи глупаво, но тоа е Божјата порака која ви ја пренесува. Иако знае дека се не за луѓето неприфатливи во светот, тој ги пренесува. Сигурно притисокот за апостол Павле да преиначи нешто од проповедта или пораката која му дадена е бил силен. Притисокот бил силен. Јас верувам дека апостол Павле сакал луѓето да поверуваат. Јас верувам дека апостол Павле сакал луѓето да бидат убедени во Божјото Слово. Јас верувам дека апостол Павле можел, посакувал да ги употреби сите техники на манипулација и ресурси што постоеле во тоа време, за да ги примени за убедување на луѓето. Ние живееме во време денес што во супер модерно дигитално општество во кое што древната порака за Христос изгубила актуелност. Тоа сепак стара книга. И ние мислиме дека се наоѓаме под многу силен притисок да промениме. Да ја промениме пораката. Да ја прилагодиме кон барањата на општеството. Но верувајте, апостол Павле не бил исправен кон помал притисок. И тој бил исправен кон силен притисок. И тој бил притиснат од светот да смени многу работи, за да биде прифатен. За жал, денешната црква не устојува на начинот на кој што устојува Павле. Павле, дури по цената да биде разбран како, или да биде означен како глупак, продолжува да го проповеда Словото, зашто знае кој стои за тоа Слово, знае чие Словото, знае како Бог работи преку тоа Слово. Меѓутоа, современата црква, многу, голем дел од црквата, направија многу работи, многу нешта кон промена на пораката, прилагодување на пораката, отфрлање на учења од таа порака, внесување на други учења. И на крајот на краиштата, сето тоа се сведува на неверие кон Бог, дека Бог делува преку неговата порака, и на крајот на краиштата го имаме проблемот на коринтијаните. Неефикасноста на Словото на крајот на краиштата се одразува на нашата непопуларност. Многу цркви, многу пастори променија, се ребрендираа неколку пати за 20 на години. Име ние овдека еден таков. За 5-6 години колку што постои, се ребрендира неколку пати. Беше по патот, па беше министри, па беше сега е Блага вест и не знам што колку пати ки се ребрендира. Зошто сака да биде актуелен, сака да биде популарен, сака да биде прифатен. На крајот на краиштата се сведува проблемот, се сведува на нашата популарност. Колку ние ќе бидеме прифатени, колку ние ќе бидеме истакнати. И Павле кога пишува на коринтијаните, кои се представат, јас сум Аполосов, јас сум Петров, јас сум Павлов и така натаму, те само им вели: јас во никој случај не отстапувам од она што ми е дадено да го правам. Проповедник, безумен проповедник, преку една безумна проповед да пренесам едно безумно слово. Па како сака нека ме прифатат останатите. Може сум најнепопуларниот од сите, но јас знам кој стои зад пораката. И на крајот тој ја дава и основната причина. Зашто Бог, напишано е, ќе уништам мудроста на мудрите и ќе отпалам разумноста на разумните. Бог не спасува преку разумни проповеди. Бог не спасува преку високи филозофии. Што решил Бог? Бог решил
за повиканите и јудејци и елини, тоа е за сите. Христос да биде Божја сила и Божја мудрост, зашто Божјото безумие е помудро од луѓето и Божјата слабост е посилна од луѓето. Бог решил преку безумието на проповедта да ги спасува луѓето. Зошто? Зашто на крајот на криштата Бог сака да покаже колку е мокен и преку најглупавото, преку една глупава проповед, тој спасува луѓе. За на крајот да се види дека не е ефикасноста или резултатот поради самата проповед, поради самата техника или самиот говорник, туку да се види дека Божјата сила е таа која ги врши резултатите. Бог, апостол Павле многу добро знае дека ако го проповеда Божјото безумно слово за крстот, Бог ќе действува, зашто тој спасува. И збор што повиканите е важно, да се истакне Божиот суверенитет овдека. Бог решава да спасува. Не мојата проповед, не моите вештини, не моите способности, не начинот на кој што пренесувам, не ресурсите кои ги ставам на располагање. Бог е оној кој спасува. Ние говориме, може и да пелтечиме, на крајот на криштата Бог спасува. И целата слава му припаѓа на Бог. И последниот стих е клучен. Она што е глупаво во очите на луѓето, најглупавото во очите на луѓето, е помудро, посилно, дава поголем резултат заради Божјата сила и од најмудрото и највозвишеното човечко. За Божјата сила нема ограничување. И на крајот на криштата се покажува преку сето тоа дека спасението е од Бог. Дека Бог ги спасува луѓето. Апостол Павле беше спремен да изгледа како глупак, зашто знаеше дека само преку тоа слово и на таков начин Бог ќе действува. Само словото на крстот и распнатиот Христос се Божјата мудрост и Божјата сила. Тој знае дека тоа слово во раците на Бог е незадржливо. Тоа е мудрост која ги побива, победува, совладува сите човечки мудрости. Ние сме само гласници кои го објавуваме Христос во светот. Бог убедува, Бог спасува. Бог отвара очи, Бог отвара срца, Бог спасува. И затоа Бог решил на таков начин, преку такво слово, да го спасува светот, за да се види неговата премудрост. Навистина е премудро. Премудар начинот кој што Бог сето тоа го направи. Ние, за жал, паѓаме на искушението да му помогнеме на Бог, да ги разубавиме работите. И се плашиме од осудата на светот кога сме обштествено некоректни. Пред неколку дена ми падна, беше на Фейсбук ставен клип со 10 минути со сите познати проповедници кои биле поканати во шоуто на Лари Кинг и на едно основно јасно прашање. Што мислите за муслиманите, за оние што не веруваат во Христос? И ќе ви кажам и Били Греем, и многу други позвучни имиња. Многу политички коректно го избегна тоа прашање. Да одговорат кратко и јасно дека само во Христос е спасението. Какви манипулации не употребија за не бидат осудени од јавноста дека се нетолерантни, тоест да не бидат непријатни, тоест да не бидат неприфатени. Апостол Павле многу добро знаеше пред кого говори, знаеше како го сметаат, но тој се подпираше, имаше сигурност, увереноста во силата на крстот, во Христос кој е силата Божја и мудроста Божја. Нам не треба таква увереност, дека Бог прави се, Бог действа се
на начинот на кој што тој ни го оставил, преку словото што тој ни го оставил. И нам ни треба тоа оружје, да бидеме вооружени со таа сигурност што Павле имаше. Да го проповедаме словото, не променето, не изопачено, не конформирано со светот. И тогаш ќе видиме што Бог прави преку тоа безумно под наводници слово. Бог да ни дава сила да одолеваме на тие искушенија кои светот, тој притисок ќе станува уште поголем. Да ги задоволуваме очекувањата на луѓето, да се усогласиме со мудроста на овој свет. Успехот го гарантира само словото за крстот. Вистинската проповед со вистинската порака на вистинскиот начин. Бог да ни дава мудрост и да гледаме, се молиме да гледаме резултати од тоа.